Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат квалификации за големата награда на Силверстон, трка број 4 од овогодишниот календар. Нова пол позиција на Луис Хамилтон со срушен рекорд на патеката. Секоја чест за Луис Хамилтон, едноставно не запира кога станува во зборот на рушење рекорди, како во пол позиции, така и во победи. Меѓутоа, круцијално е што Валтери Ботас утре ќе стартува втор и мое лично мислење е дека Валтери Ботас утре мора да победи. Значи мора да го возврати ударот кој Хамилтон го наметна откако Валтери Ботас почна со победа оваа сезона, меѓутоа потоа Хамилтон во своја полза ги сврта работите и тука овие две трки поред, ова и следната која повторно ќе се вози на истата патека, според мене се клучни во она ментална игра помеѓу двајцата возачи, бидејќи очигледно дека болидот на Мерцедес е во друга лига. Така да утре, ако Валтери Ботас сака да има реални шанси за титула оваа сезона, мора утре да победи од втората позиција, така што мислам дека пред нас престои една многу мощна и интересна трка. Макс Верстапен со Red Bull трето место, очекуваме од него да биде агресивен. Чарлс Леклерк одлично четврто место за Ферари, пријатно ми изненади, би рекол. Чарлс Леклерк покажува дека кога болидот на Ферари ќе успее да се совземе, ќе биде стабилен на свиоците, може да извади добар перформанс. Потоа го имаме Ландо Норис со Мекларен на своето домашно Гран При, одлично пето време. Строл кој ќе стартува со средната компонента на гуми со розевиот Мерцедес, утре ќе стартува шести, и потоа ги имаме Сајнц со другиот болид на Мекларен. Па имаме Рикардо и Окон, двата болиди на Рено, одличен ден и за Рено денеска. И последен би рекол разочара во Q3 Себастијан Фетел кој ќе стартува како 10-ти. Да се навратиме на самиот почеток од квалификациите, видовме дека Расел повторно, иако се уште е под истрага, успеа да го протне својот Вилијамс во Q2, што уште еднаш докажува дека Расел е навистина одличен водач со многу силни капацитети и чека само шанса да седне во вистинскиот болид. Хамилтон имаше извртување во Q2 во неговиот прв обид, кога предизвика и црвено знаме, па потоа стюардите на патеката беа приморани да ги повлечат сите болиди назад во бок, за да може патеката да се исчисти од тој песок кој Хамилтон го нанесе на самата патека. Албон разочара повторно со Red Bull, макамачи со овој болид кој е на ивица на стабилноста. Значи оној компромис помеѓу перформансот и помеѓу стабилноста на болидот е многу променлив оваа сезона кај Red Bull. Болидот е буквално на нож, на ивица, и гледаме разлика во квалитет како Макс Верстапен успева да се справи со тој предизвик, додека Алекс Албон макамачи и ќе стартува утре 12-ти, меѓутоа има слободен избор за плематици, а ако утре биде пеколно жешко во Силверстон, тоа ќе значи многу. Тоа е се што би имал да кажам за овие квалификации. Ќе потенцирам дека утре, ако сака да се бори за титула, Валтери Ботас мора да победи. Ако изгуби утре, односно ако не победи, и ако Хамилтон земе уште една победа сега и следната седмица на истава патека, мислам дека Валтери Ботас ќе биде и тука буквално исфрлен од игра, па потоа ќе треба да се надеваме на некои случаи кои ќе треба директно да влијаат во полза на Ботас, а не на Хамилтон. Утре типувам, посакувам добра трка, интересна трка и посакувам победа на Валтери Ботас. Традиционално видеото кое следи после трка утре ќе го нема, меѓутоа во понеделник изутре очекувајте комплетна анализа на трката утрешна. До тогаш се гледаме, се слушаме и поздрав!